Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз ја прошири кривичната пријава што ја поднесе против директорот на гимназијата. Со истата го опфати и градоначалникот Шадиев. Се решиле на ваков чекор затоа што тој не превзел ништо и покрај како што велат бројните констатирани незаконитости од страна на просветниот инспекторат, кога е во прашање работењето на директорот на гимназијата. Според социјалдемократите, градоначалникот Шадиев нема да избега од одговорноста и велат, законите треба да бидат еднакви за сите. Бидејќи Шадиев не презема ништо како би ја санкционирал незаконитоста на директорот Андреевски, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија до основното јавно обвинителство Велес, поднесената кривична пријава кон директорот на гимназијата Саше Андреевски ја прошири и кон актуелниот градоначалник. Постои основано сомнение дека, ова е таа иначе кривична пријава, постои основано сомнение дека градоначалникот Шадиев сторил кривично дело, несовесно работење во службата, член 353 В од кривичниот законник, и кривично дело непријавување на кривично дело или сторител, член 364 став 1 и 2 од кривичниот законник. За личната и професионална дискредитација, вели градоначалникот Шадиев, Панче Иванов ќе мора да понесе одговорност. СДСМ според него ја продолжува деструктивната политика базирана на манипулации. Директор на училиште, вели, може да биде разрешен само доколку државниот просветен инспекторат заклучил дека тој направил повреда на законските регулативи. За случајот во гимназијата Кочо Рацин, по однос на моето укажување за постапување согласно Законот за средно образование, училишниот одбор, на седница на која не присуствувал член на државниот просветен инспекторат, има донесено заклучок во кој од мене, како градоначалник, не се бара разрешување на директорот. Да напомена, дека иако не е законска обврска на градоначалникот, чувствував особено обврска и на моје барање беше испратен допис до државниот просветен инспекторат да се вклучи во целата постапка и да даде своје мислење. Значи, сум поднел и барање за тоа. До ден денес, до општина Велес не е стигнато известување од страна на државниот просветен инспекторат. Пред да говори Иванов за криминал, да одговори на прашањето која е единствената партија во земјава што ја води аболициран криминалец, рече денеска градоначалникот Шадиев.